Почитувани, вчера видовме една голема манипулативна лага од Зоран Заев, кој се обиде на извештајот на Европската комисија да му даде историско значење, иако се работи за вообичаена препорака која представува неизвестен факт и обично ветување за преговори за членство во Европската унија, кој не може со сигурност да се тврди дека ќе се реализира во наредните 15 години. Истовремено, Зоран Заев свесно премолча дека прифаќањето на препораката на Европската комисија од страна на Европскиот совет предпоставува една претходна постапка на целосно обезличување на македонците со менување на името и идентитетот на македонскиот народ. Од друга страна, условно кажано, имаме своевиден извештај од Русија која нуди алтернатива за Македонија и останатите држави од Балканот. Значи, на политичкиот терен во Република Македонија сега имаме кристално чиста ситуација. Од една страна е партијата Погреб за Македонија, која сочинуваат ЦДСМ и ВМРО-ДПМН и кои велат дека Македонија нема алтернатива за НАТО и Европската унија и нивните либерални вредности, како што се на пример хомосексуализам, истополови бракови, посвојување на деца од истополови бракови, дрогирана младина, редефинирање на државното уредување, промена на македонското име и идентитетот на македонскиот народ. Од друга страна е единствена Македонија, која вели дека Македонија има алтернатива, што подразбира стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евроазиската економска унија, која се темели на традиционализмот, национален и религиски идентитет на нациите, почитување на семејните вредности, почитување на територијалниот интегритет, суверенитет и унитарноста на Република Македонија, почитување на исконското македонско име и идентитетот на македонскиот народ. За вака крупно национално и државно прашање за едината на Македонија и македонците нема мандат да одлучува ниту еден орган на државната власт. За ваква одлука мандат има единствено македонскиот народ. Затоа, единствена Македонија бара предвремени парламентарни избори на кои народот ќе каже кој пат ќе го фати Република Македонија. Во однос на тајмингот, најрационално е предвремени парламентарни избори да има заедно со претседателските избори. Една варијанта е со редовните претседателски избори во март до година да се одржат и предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, многу е веројатно претседателските избори да бидат предвремени, бидејќи претседателот Иванов веќе бил при крај со размислувањето да даде помилување на Никола Груевски и неговата група и веднаш да поднесе оставка, за да го избегне притисокот од странците, како во случајот со аболицијата од пред 2 години и придавањето на мандатот на Заев, кога странски емисари упаѓаа во резиденцијата на Водно и го премислуваа Иванов. Како и да е, ајде да се соочиме со народот на избори за историската иднина на Република Македонија. Членство во НАТО и Европската унија или стратешки сојуз со Русија и членство во Евразиската економска унија.